BMW продолжи наново да ја пишува својата историја. После лани покажаниот седан, сега представи и концепт на кросоверот кој ќе биде втор од вкупно 6 планирани модели од Neue Klasse серијата. Стилски тој ги следи веќе видните црти, додавајќи малку повеќе персоналитет и реална обликуваност. Како спој на класичното и футуристичкото, дизајнот на предниот дел на кросоверот со големина колку X3 се одликува со тенки и вертикално поставени бубрези засечени на ќошињата и осветлени. Различно од се што досега сме виделе од BMW, сигурно од некој ќе биде критикуван, главно на сметка на едноставноста на изразувањето, додека пак други токму во тоа ќе ја гледаат неговата убавина. Електричната платформа овозможи креирање на флуидна силуета со пониски бокови, додека моќта е изразена преку мускулесто нагласените крила. Задниот дел завршува малку подсмирено и елегантно со хоризонтално поставени светла. За внатрешноста веројатно е прерано да се коментира, но забележливо е нагласувањето на минимализмот во нејзиното уредување. Како серијски производ е планиран за крајот на идната година, а од BMW досега нема многу информации за електричната архитектура. Се знае дека нејзината основа ќе бидат нови технологии кои работат на 800 волти, способни за двонасочен проток на струјата. Голем инженерски труд е вложен и во контролната електроника со чинета од 4 независни компјутери, 10 пати посилни од оние во сегашните возила. Една од предностите треба да бидат и батериите способни за 10 минути да повлечат струја доволно за поминување 300 километри. Повеќе за Neue Klasse кросоверот кој треба да ја носи ознаката iX3 ќе дознаеме кога ќе доближи терминот за почеток на неговото производство во фабриката на BMW во Унгарија, која се уште се гради. Според најавите, традиционалниот X3 ќе продолжи да живее и неговата нова генерација се очекува до крајот на оваа година.